Мајка и ќерка повеќе од една година заспиваат под распуканите ѕидови на својата куќа со молитва да се разбудат живи. Двете жени со тага во очите раскажуваат за нивната немоќ да сторат нешто за враќање на нивните животи во нормала. Траги од жолти линии по распуканите ѕидови, мирис на мувла и влага, студен пот, картонски кутии во кои се чува постелнина. Вака изгледа куќата на семејството Калеши од скопската населба Инџиково. Поплавата во Скопје од август лани ја зафати и нивната куќа. Болната мајка и незината ќерка секоја вечер легнуваат со страф и иста мисла, да се разбудат живи и врзглава да не им се урне плафонот, кој постојано попушта. Попушта и здравјето на Азиза, жена со темен тен, поради кој вели постојано е дискриминирана. Собственичката на поплавената куќа пред 45 години ги напуштила роднините на Косово и од љубов се омажила во Македонија. Но останала без свој сопруг, кој починал пред околу 17 години. Таа сега е и мајка и татко и најсилна поддршка на својата ќерка. Надлежните ги посетиле, ветиле помош, си заминале и ги заборавиле. Двете жени живеат само од скромната пензија од 200 евра на мајката, која не стасува за лекови, сметки, храна, дрва, а уште помалку за да ја обноват куќата, која каде и да погледнете, пука и се распаѓа. Седиме у страх, една спие, една чува, гледаме само, слушаме кога ќе се лизне да не фати. Кој ќе ни помогне, не знам. Никој, сите се глуви и слепи за нас. Тоа е голема дискриминација, зашто имаме темна боја. А кај да се обратам јас? Кај да се обратиме ние со темни бои? Нека ми каже некој. Иди таму и готово. Свугде се жаливме, дадовме жалби, имам документи, а на крај и у Страсбург пратиме жалба, апел до ова држава да гледа малце, да гледа и ситни луѓе, да гледа тие луѓе што не се ништо. Нејзината ќерка бара работа. Се јавила и кај премиерот Зоран Заев, стапила во контакти со градоначалникот на Скопје, Петре Шилегов, ги посетил и градоначалникот на општина Газибаба, Борче Георгиевски. Сите им ветиле дека ќе им помогнат, но сликата, мирисот и студенилото во нивната куќа го велат спротивното. Со мајка ми живееме во катастрофални услови во ова куќа што е уништена од поплавата од август 2016. Барам помош од државата да ми се помага. Се имам слушнато со господин премиер Зоран Заев, ми има кажено дека ќе има ревизија. Кога ќе биде тоа ревизија, откако ќе ни падне ли кровот врз глава од куќата? Секашниот градоначалник Борис Георгиевски беше кај нас пред да стане градоначалник, не посети, ја виде куќата и рече дека во прва прилика треба да не се помогне. Навистина животот ни е во опасност во оваа куќа. Од државата добиле еднократна парична помош од 20.000 денари. Со тие пари не се поправа куќата. Се обратили и кај народниот правобранител, во Центарот за социјални работи, секаде, но никој досега не тропнал на нивната врата. Не испратија со надеж дека нивната скромна животна приказна, која не по нивна вина добила поинаков правец, ќе допре до надлежните, кои ќе одвојат пари за пристоен живот.